Првите вистински летни температури ги разбудија змиите кои почесто се забележуваат и во срцето на градските населби. Социјалните мрежи се преплавени со фотографии и видеа од змии кои се движат блиску до детски игралишта и паркови. Уште минатиот месец змии биле видени на патот меѓу Горно и Долно Лисиче кај Кванташкиот пазар и во населбата Аеродром. Во овој период од годината тие се најактивни, излегуваат во потрага по храна и топли површини, а неискосената трева и близината на вода дополнително придонесуваат за нивна појава, велат стручните лица. Предупредуваат доколку се забележи змија, граѓаните да не се обидуваат сами да ја бркаат или убиваат, туку веднаш да ги известат соодветните служби. Најчесто од оние слики што јас ги гледам на социјалните мрежи, еве во изминативе неколку дена, се работи за змии кои не се отровни од групата на смоковите, кои немаат отровни заби и отровен апарат, кои се потполно безопасни за човекот. Во текот на годината да имам отприлика по меѓу 30 и 50 интервенции на годишно ниво. Најчесто тоа се единки на змии кои се во домови или во автомобили, неретко. 2 интервенции годинава се направени во периферијата на градот Скопје. 2 змии беа влезени во 2 објекти внатре во викендички. Летото доправа доаѓа, граѓаните стравуваат дека ваквите сцени ќе стануваат се почести. Социјалните мрежи веќе се претвараат во мапа на локации каде што се забележуваат змии низ градот. Не сум видела, не знам. Ако не се чувствува загрозена, нема потреба, никогаш никој не напаѓа. Годинава имам видео, не само на кај таму, кај авиончето. Па загрижува како не. Сега дали се отровни, ја не ги познам. Ја имам видео на некои така црни од згора, како зелени, дугачки, бога ми до 2 метра, можда и више. Годинава не сум видел змии. Други години сум гледал, сум пешачил поред Вардар по Кејат. Иако градските власти не се директно надлежни за постапување при појава на змиите, сепак општините се задолжени за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на населените места. Проблемот со змиите низ главниот град и неискосените зелени површини се најде на дневен ред и на Советот на град Скопје. Советниците од СДСМ побара ова да биде разгледано од градските власти и да се најде брзо решение. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.